Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во училницата на часот по географија. Со вас е вашиот предметен наставник по географија Лепа Димовска при Основното училиште 11 октомври во Скопје. Денешниот час е наменет да ги изучиме природно-географските карактеристики на Европа, односно ќе се запознаете со климатско-вегетацијските области во северниот студен топлински појас во Европа. Кога станува збор за оваа наставна содржина, од оваа презентација ќе научите да ја одредувате географската положба на климатско-вегетацијските области во северниот студен топлински појас во Европа на географска карта, да ги опишувате климатските одлики на поларната и суполарната климатско-вегетацијска област во Европа, да се стекнете со знаења за растителниот и животинскиот свет во поларната и суполарната климатско-вегетацијска област и да се развива вашата картографска писменост и еколошка свест. Додека ја гледате оваа презентација, пожелно е да го користите географскиот атлас на светот. Пред да продолжиме со новата наставна содржина, да се потсетиме на кој дел од земјината површина во најголем дел од годината упадниот агол на сончевите зраци е најголем, а на кои делови од земјината површина е најмал. Упадниот агол, ако погледнете на оваа слика, ќе видите дека на екваторот упадниот агол паѓа под агол од 90 степени. Упадниот агол на сончевите зраци на половите паѓа под помал кос агол, и сонцето е ниско над хоризонтот. Во однос на темата која што е предмет на денешниот час, потребно е да знаеме во кои топлински појаси лежи Европа. Европа се простира во најголем дел во северниот умерен топлински појас, односно меѓу северниот повратник, кој што се наоѓа на 23 степени 20 минути, и помеѓу северниот поларен круг, кој лежи на 66 степени и 33 минути. Меѓутоа, забележувате, ученици, дека мал дел од европскиот континент лежи во северниот студен топлински појас. Од северниот поларен круг до 90 степени северна географска широчина. Исто така, треба да знаеме каде се простира северниот студен топлински појас. Тој се простира помеѓу северниот поларен круг и северниот пол, односно меѓу 66 степени 33 минути и 90 степени. На оваа карта на светот уште попластично се гледа, еве го северниот пол, и оваа испрекината линија го прикажува северниот поларен круг, значи во овој дел се простира северниот студен топлински појас. Во овој слайд и видеото кое што може да го погледнете со потсетување на линкот или QR кодот, можеме да заклучиме дека изолираноста и убавината се заслужни што оваа област е избрана за дом на Дедо Мраз, кој со својот ирвас и кочија во пресред на божичните и новогодишните празници тргнува од селото Рованиеми, тоа е најсеверната финска област во Јапонија, со цел
подароците да им ги подели на децата од светот. Кои климатско-вегетацијски области се простираат во северниот студен топлински појас во Европа? Со влијанието на климатските фактори во Европа се формираат повеќе климатски типови. Во северниот студен топлински појас се издвојуваат две климатско-вегетацијски области. Тоа е поларната климатско-вегетацијска област и субполарната климатско-вегетацијска област. Климатско-вегетацијските области се разликуваат според климата, растителниот и животинскиот свет. Како значаен климатски фактор во Европа представува голфската струја. На прашањето кое е значењето на голфската струја за климата во Северна Европа, тоа е големо. Прво, топлата голфска струја го затоплува западниот брег на Скандинавскиот полуостров, се движи на север се до островите Шпицберген и најсеверното пристаниште Мурманск никогаш не замрзнува. Ги топи ледените санти мраз што доаѓаат од северно-ледениот океан и го развива и благодарение на нејзе се развива поморскиот сообраќај. Таа патува со брзина од 2 метри во секунда. Прво ќе зборуваме за поларната климатско-вегетацијска област. Ќе се осврнеме на географската положба. Оваа климатско-вегетацијска област го зафаќа најсеверниот дел на Европа, односно водите на северно-ледениот океан, северниот пол, островот Нова земја, земјата на Франц Јосиф и Шпицбергските острови. Климата во поларната климатско-вегетацијска област има своји одлики. Таа уште се нарекува или поларна или арктичка клима. Во овој регион зимите се остри, сурови и долги, врнежите се во вид на снег и се движат меѓу 100 и 250 милиметри годишно. Температурите се мощни ниски, минус 40 степени Целзиусови, дуваат силни поларни ветрови, почвата е каменеста, имам кратко и студено лето, снегот тогаш во тој период не се топи, туку се натрупува и под притисок преминува во лед. На северниот пол поларниот ден трае 186 дена, а поларната ноќ 179 дена. Например, денот на островот Свалбард, кој што се наоѓа во архипелагот на Шпицбергските острови, трае 6 месеци, од 21 март до 23 септември. Во однос на островот Свалбард, ќе кажеме една занимливост за овој остров. Тој уште го нарекуваат глобален трезор за семиња или вегетацијска Ноева арка. Овој глобален трезор за семиња, еве го како изгледа, и влезот е во форма на еден долг тесен бетонски тунел, се наоѓа на длабочина од 125 метри. Значаен е затоа што во него се складирани семиња за да се заштитат од природни и вештачки катастрофи. Овдека на сликата можеме визуелно да погледнеме како се складирани семињата од различни растителни видови. Може овој глобален трезор за семиња да издржи глобална катаклизма, нуклеарна војна, удар на астероид и екстремни временски неприлики.
За да ги проширите вашите знаења и да ги продлабочите, можете да дознаете повеќе на посочениот линк или QR код. Во поларната климатско-вегетациска област се јавува различен растителен и животински свет. Од растителниот свет познат е исландскиот лишај, кој што расте, кој што вирае во оваа област, а од животинскиот свет тоа се поларните галеби, морскиот лав, фоката, поларната лисица или арктичка лисица, моржот, китот убиец, поларната мечка, која што е еден најголем предатор, поларната кокошка. На овој слајд можеме да го видиме биодиверзитетот во водите на Северно-ледениот океан, како и на сантите мраз и на копнениот дел. Биодиверзитет представува разновидноста и распространетоста на растителниот и животинскиот свет. Не постои место на планетата Земја кое не е населено со живи организми. На дното на Северно-ледениот океан можеме да забележиме црви, ракчиња, краби, ражи и други видови на планктони. На сантите лед знаеме дека преживува поларната мечка, бројни птици, а на копнениот дел поларната лисица, фоката, моржот и така натаму. Втората значајна климатско-вегетацијска област, која што се простира во северниот студен топлински појас, всушност се простира и го зафаќа североисточниот дел на скандинавскиот полуостров. Еве тука овој дел го зафаќа полуостровот Кола, дека можете убаво да погледнете, и островот Исланд. Климата во суполарна климатско-вегетацијна област има своји посебни карактеристики и се разликува од поларната клима. Одликите на суполарната клима се: зимите се студени, траат од 7 до 10 месеци во годината, летата се студени, траат до 2 месеци, исто така има ниски температури, дуваат силни поларни ветрови, а врнежите се во вид на снег. Во средишниот дел имате еден прикажан климодиаграм. Климодиаграм е графикон каде визуелно може да се представуваат карактеристиките на климата на едно место. Ова е збиена верзија на главните елементи, температура, врнежи на секој климатски регион. Овој климодиаграм има 12 колони, гледате, тоа се 12 месеци во годината: јануар, февруар, март, април, мај, јуни, јули, август, септември, октомври, ноември, декември. Во левиот агол представени се висините на температурата во степени Целзиусови и врнежите во десниот агол представени се во милиметри. Ако направиме, да покажеме со пример, да видиме во месец јануар колкава била температурата на воздухот, ќе забележиме дека изнесувала минус 10 степени Целзиусови, а врнежите биле 10 милиметри годишен воден талок.
Според оваа крива, според овој диаграм, најтопол месец, значи за време на краткото лето, ова средните тука месеци се лета, а лево и десно се зими. Во август месец температурата се движела 20 степени Целзиусови, а врнежите изнесувале 70 милиметри годишен воден талог. На оваа фотографија ви е представена тундрата како изгледа во зима. Тундрата се јавува во лето. Што се случува за време на краткиот временски период од 2 месеци? Заледената површина, заледеното земјиште започнува да се размрзнува заради топлите сончеви зраци, почнува да растат цвеќиња во различни бои, да цветаат, и тоа е краток период за неколку недели, каде што за време на есента се јавуваат бобици и семиња. Оваа тундра во лето представува преубав килим со цвеќиња. Тундрата е ретко населена област, ја населуваат само лапонците или така наречените сами. Лапонците во областа на тундрите се занимаваат претежно со одгледување на северниот елен или така наречен ирвас и по последно време се занимаваат со рударство. Се бават со лов, со риболов, а ирвасите ги одгледуваат за добивање на месо, млеко и кожа. Да го разгледаме на овој слајд биодиверзитетот во суполарната климатско-вегетацијска област. Таа е нешто побројна. Во оваа суполарна област се јавуваат разни грмушки од видот на рододендрон, се јавува поларната бреза, поларната врба, се јавува смреката Јуниперус нана, која што има старост од 554 години, исландскиот лишај исто така е познат, а од животинскиот свет ирвасот, поларниот зајак, поларната мечка, поларната кокошка, се јавува пуфинот, ермина, ова е предатор, комарци, мошунското говедо, поларниот буф, а од растителен свет исто така се јавува мовот. Кога говориме за мовот, има големо значење, например, во фармацевската индустрија. И таму наоѓа овој мов представува суровина за развој на фармацевската индустрија. Да видиме кои се последиците од климатските промени. Подигањето на морското ниво, топлинските бранови, топењето на мразот на половите и глечерите, ширење на болести. На оваа фотографија се гледа како се подига морското ниво, овдека како се зголемува концентрацијата на јаглен двуоксидот. Знаеме дека на Арктикот се има појавено озонска дупка, која што има површина колку Гренланд, над 2 милиони километри квадратни површина. Директно од атмосферата допираат овие ултравиолетови зрачења, мощни се интензивни, и ултравиолетовото зрачење пред се делува во нарушување на имунолошкиот систем кај живиот свет. Кога зборуваме за озонската дупка, да се потсетиме од хемиска гледна точка што е озон. Озон е гас со бледо-сива боја, сина боја со 3 атоми на кислород. Хемиска номенклатура О3. За да дознаете нешто повеќе, оваа година, 2020, во месец јули,
има појава на рекордни високи температури на Арктикот. И затоа го посочувам овој линк или овој QR код на кој што ќе ги проширите и продлабочите вашите знаења. Кои се символи на северниот студен топлински појас? Па секако дека е поларната мечка, иглата кои што се изградени во Лапонија, а се изградени од рацете на самите или на лапонците, и поларната светлина, која што на северната полутопка се нарекува аурора бореалис. Што представува поларната светлина? Тоа е природна појава на светлината на небото, може да биде во разни бои, најчесто е зелено-сина, зелено-жолта, помалку е виолетово, зелена, каде што се јавува особено во поларните региони, а е предизвикана од судирот на наелектризираните честички под влијание на магнетното поле на Земјата. Од сите овие климатски промени можеме да порачаме на младата генерација. Светот не може да чека. Бори се против глобалното загадување. Нова фотографија е од поларните области, представена е поларната или арктичка мечка. Поларната мечка е загрозен вид на Антарктикот од 2006 година. Активности за дома. Прикажи ги во табела основните типови на клима, видови почва и главните представници на растителниот и животинскиот свет во северниот студен топлински појас во Европа. Домашната задача ќе испратите следниот час на мојата емејл адреса lepa_dimovski_maјмунче@yahoo.com. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.